Денеска овдека во главниот град на Словенија, во Љубљана, Европската народна партија ЕНП организира самит посветен на Западниот Балкан. На истиот ќе присуствуваат неколку премиери од земји членки на Европската унија и високи представници. Тука ќе биде и претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, ќе биде претседателот нормално на Европската народна партија, тоа е Доналд Туск. Ќе има неколку премиери, премиерот на Хрватска, премиерот на Словенија, нормално господинот Јанес Јанша, тука ќе биде и премиерот на Австрија, премиерот на соседна Грција, ќе има неколку мина кои што се актуелни премиери, ќе има нормално представници, високи представници од земјите од Западен Балкан, кои што нормално се неодмелив дел од ваквиот тип на настани, од овој самит, како што е претседателот на соседна Србија, поранешниот премиер на соседна Бугарија, инаку претседател на ГЕРБ, нашата сестринска партија, Бојко Борисов. Тука е господинот Баша, претседателот на Демократската партија на Албанија, нормално нашата сестринска партија, и уште неколку мина високи представници и претседатели на сестрински партии од регионот. Ќе разговараме за европската перспектива. Работната верзија на заклучоците од самитот гарантира недвосмислена поддршка од страна на ЕНП, од Европската народна партија за целосно интегрирање на Западниот Балкан, на земјите од Западен Балкан во рамките на Европската унија, што морам да кажам дека е единствена таква, јасна, недвосмислена поддршка, споредена со оние, би рекол, повеќе декларативни поддршки на другите европски семејства, кои што се дел од Европскиот парламент, така што очекувам навистина јасна, недвосмислена поддршка за членство на земјите од Западен Балкан во Европската унија, од она што исто така вклучено во работната верзија на заклучоците е и владењето на правото. Тука се разбира бескомпромисна борба со корупцијата и криминалот, слободата на медиумите, имајќи предвид дека Македонија според многу рангирања во Европа е најкорумпираната држава не само во Западен Балкан и во Европа. Ова е многу значено да се потенцира, бидејќи тоа е еден од основните услови да Македонија биде дел од Европската унија, а тоа е да имаме владење на правото и степенот на корупција и криминал да биде, би рекол, на едно многу ниско ниво, што за жал со оваа влада на СДСМ и Зоран Заев не е возможно. Така, денеска ќе биде подпишана и една декларација за поддршка на земјите од Западен Балкан, односно недвосмислена поддршка, како што кажавте и самиот. Какви пораки очекувате да слушнете од вашите колеги од Европската народна партија и секако, што очекуваме од утрешниот самит у Западен Балкан како Македонија, што може да очекуваме? Очекувам, како што кажав, недвосмислена поддршка, целосна поддршка за интеграција на Западниот Балкан во рамките на Европската унија и јасна европска перспектива за земјите од регионот, но на што мене, морам да кажам, ме загрижува информацијата која што на маргините ја добив, а тоа е дека на инсистирање на една земја членка на Европската унија да се фиксира прецизна дата која што би била крајен рок за интегрирање на земјите членки, на земјите кои што се дел од Западниот Балкан. Две земји членки за жал не прифатиле да биде тоа дел од заклучоците на утрешниот самит на шефови влади на Европската унија посветен на Западен Балкан, и со тоа практично се доведува под знак прашање јасната и недвосмислена европска перспектива на земјите од Западен Балкан. Се разбира дека тоа не прави срекни, тоа не разочарува ако се потврди како вистините оваа информација, и веднаш тука се поставува прашањето: веќе 5-та година ние живееме во сон кој што всушност ќе немаме можност да го сонуваме. Тој сон е една голема лага кој што изминативе 52 месеци оваа влада на СДСМ и Зоран Заев ни го прераскажуваат, а во суштина представува обид да се одржат што е подолго можно на политичката сцена и да продолжат нормално со криминалот и со сето она кој што македонските граѓани се сведоци изминативе 52 месеци или веќе 5-та година. Така што оваа информација не радува, која што би требало да биде дел од заклучоците на утрешниот самит на шефови влади на Европската унија посветен на Западен Балкан, но на што мене ме прави посебно среќен е тоа што Европската народна партија, најголемото политичко семејство во Европа, стои цврсто на ставот дека иднината на земјите од Западен Балкан е во рамките на Европската унија. Така, ви благодарам што бевте гостин во вестите на Алфа и ви посакуваме успешни работни средби во рамки на самитот. Благодарам на можноста и мојата порака до македонските граѓани е дека треба да работиме, треба повеќе да работиме, најпрвен да го победиме овој срам, овие понижувања,
да ја победиме корупцијата и криминалот кој што се македонско секојдневие, а потоа патот кон Европската унија ќе не биде отворен.